Лека ноќ, ова се вчерашни новости, а јас сум вашите водители Петар и Јована. Лека ноќ и од мене, еве што ќе гледате вечерва. Ексклузивно во вчерашни новиот спот на партијата на неопределените. Граѓаните прашуваат, Јанкуловска одговара. Вчерашни на терен, како поминуваат средбите со граѓаните и лидерот Климе Охридски. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Првите чекори ги направив на море. И ден денес го чувствувам мирисот од бескрајните прошетки на плажа со мама и баба. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Кога пораснав, со другарките патувавме нон-стоп. И потоа се заљубив. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лета или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. Странските инвеститори во септември повлекле 22,6 милиони евра од нивните фирми во земјава, покажуваат податоците на Народната банка. Највисоко негативно салдо во септември е забележано од инвеститорите од Бермуди, каде што се одлеани 8,5 милиони евра. Од владата не ја исклучуваат можноста парите да исчезнуваат директно во Бермудскиот триаголник. А според високи извори на СДСМ, тие сериозно размислуваат за напуштање на изборите откако излезе навиделина дека ги довеле во заблуда гласачите со ветувањето за двојазичност, бидејќи тоа веќе било реализирано. Албанскиот јазик е официјален јазик во цела Република Македонија во согласно со уставот и законот. За вас не е официјален албанскиот јазик? Цело Скопје е двојазично. По оваа изјава на Груби, ВМРО ДПМН побара од СДСМ да не учествува на изборите, затоа што покажале дека се безидејни и даваат ветувања кои тие заедно со ДУИ веќе ги имаат исполнето. Зимата е веќе почната. На овие ниски температури повеќето граѓани се во своите топли домови. За жал, не сите ја имаат таа можност. Вчерашни ви раскажува една ваква сурова приказна. Се наоѓаме на булеварот Теодосио Гологанов, додека вие седите пред малите екрани на топло, некој оваа зима ќе ја помине на ладно. До мене е Мелиса, нашата сограѓанка од тропските краишта. Таа пред многу години се досели овде со своите сограѓани и стана државјанин на Македонија. Мелиса, што барате овде? Фала прво на поканата. 3 работи во главном, одлични услови, бесплатно сместување, исхрана, 4 работи, одлично сместување, исхрана, пестициди, хигиена и најважно туширање. Да, вие дојдовте по потрага, по подобро утре. Вас ве има низ цела Македонија, Скопје, Охрид, Струга, Дојран, Ресен, Преспа. Како се снаоѓате во новата татковина? Се осеќаме доста запоставено, никој веќе не мисли во овие зимски тешки периоди, па ако може гледачите да донираат нешто, би биле многу благодарни. Сите хумани луѓе кои што сакаат да донираат, може тоа да го направат со топла облека, палмино улје и чоколада од кокос. Да им помогнеме на нашите сограѓани, затоа што тие иако не се родени тука, Македонија ја чувствуваат како своја. Па дури пуште и корени овде. Студио? Ланче, ти благодариме. Ова беше потресната приказна за Мелиса. Ваше е дали ќе помогнете. Ние мрднавме со прст, како што можете да видите од прилогот. Мрднете и вие и пријавете проблем во вашата општина на сајтот www.mrdnisoprst.mk. Пред малку, во редакцијата на вчерашниот еден казнено поправен дом кој сакаше да остане анонимен, стигнаа слики за нечовечките услови за живот.
Се извинуваме за грешката во режија. Ова беа снимки од основното училиште Свети Климент Охридски во Македонска Каменица. Младите масовно ја напуштаат државата. Загаденоста на воздухот е на алармантно ниво, исто како и невработеноста и задолженоста на граѓаните. И многумина си го поставуваат прашањето: има ли надеж? Студио. Нашиот паметен народ многу често знае да каже дека надежта последна умира. Како што можете да приметите на малите екрани, љубовта и верата веќе од одамна се мртви. Наша задача е да не дозволиме да умре надежта. Не за друго, оваа врба доле кошта 80.000 евра. Затоа запамтете, од нас зависи дали ќе опстане надежта. Додека рекламните материјали на помалите политички партии веќе втора недела вртат на екраните, неголемото политичко движење партијата на неопределените на само една недела пред изборите излезе со нов спот како дел од нивната кампања. Јована, имаме ексклузива. Токму така, да погледнеме. Неопределени, определете се. Излези и гласај. Мрдни го газот. Од режија го бараме да се вклучи Кузман од пред Собранието на Република Македонија. Кузман? Да, студио, еве се наоѓаме пред Собранието на Република Македонија, во кое собрание се наоѓаат пратениците кои што за нас и за нашата држава донесуваат важни закони, важни одлуки. Кузман, извини што ќе те прекинам малку, тоа позади тебе е владата на Република Македонија. Влада. Да. Да, добро, студио, како нели за јас на мравка не згазнувам. За мене мравките се едни животни, едно свето животно, тоа е. Добро, Кузман, ти благодариме. Петар, што имаме во студиото 83? Мартин 99 не чека таму со ексклузивен дуел. Добро вечер, драги гласачи. Кој друг, ако не вчерашни? После долги години го добивме најексклузивниот дуел на денешницата, Груевски и Заев. Господа, добро вечер, ова нека биде фер дуел, ве молам да не си упаѓате во збор, во спротивно ќе бидам принуден да ве исклучам од дуелот. Па, еве, би започнал со ред. Груевски, на што е фокусирана вашата програма? Реално, кому сте насочени, кого ќе фатите овој пат? Ајде да фатиме на посиромашните, да евентуваме се и се што. Заев, вие постојано зборувате за некако поврат на пари. Дали планирате нови задолжувања? Од каде па се уште пари во нашата државичка? Еве од каде. Сите пари ќе ги врати расипничката фамилија на власт. Сите до денар. Заев, де кажи како беше онаа изреката старите што ми ја кажува, не ми текнува како беше, зошто е добро да се биде на власт? Не ви текнува дедовците што кажува кога не знаете зошто што е посреди? Пари се во праша. Пари, пусти пари. Значи за пари се работи. Груевски, треба ли народот да знае колку пари вие сте заработиле со политика досега? Треба тоа да се каже и треба тоа народот да го знае, затоа што е многу лесно да се пресмета. Господине Груевски, јас вака како новинар не се разбирам многу од економија, па може ли да ми објасните колку проценти се земаат од една сделка, например 10 милиони евра? Па на тие пари 15%. Затоа што многу мислат дека 15% на целата сума.
Ја ништо не ве разбрав. Заев, вие го разбирате ли? Мислам дека он баш не се разбира од проценти. Изгледа со цели броеви работи, а? Затоа ќе си оди. Затоа што ништо не разбира кога се по прашање проценти и пари за граѓаните. А многу добар економист е за милиарди на фамилијата и на неговите лични сметки. Да. Се извинувам, господине Груевски. Ке може ли да ни објасните зашто ќе ви се милиардите? Мислам, каде ќе ги потрошите? За вода, за храна, за електрична енергија, за јавен превоз. Така, животот е скап. Но, бидејќи сме при крајот, што ќе им порачате на политичките противници? Ај, пуста е! Пуст да би останал животот кучешки. Според вас, кој од политичарите треба да оди на одмор, на заслужен одмор, ама едно 5-6 години, така убаво да легне, да се одмори? Сташио Мијалков, Гордана Јанкуловска, Милија Некиевски, Зоран Ставревски, Иво Ивановски, директорот на управа за приходи и Никола Груевски. Груевски, многу навреди слушаме во кампањата меѓу вас и Заев. Зошто е тоа така? Што на тоа велат психолозите? Како на тоа ќе реагираат гласачите? Ако било кој од вас прочита малце психологија, ќе видите дека оние луѓе што навредуваат се луѓе кои се слаби, слабичи и луѓе кои губат. Луѓе на кои им истекува времето. А тука некаде и нашето време истече. Заев, Груевски, ви благодарам што ја прифативте поканата за овој дуел. Се гледаме на 12-ти. А вам, пријатна вечер. Ева бе, меѓу народов малу да ги видиме гласачиве што прават. Убави раците? Убави. Убав оризов? Колку ти е оризов? Колку се мандарини, бе, дечко? Да се гласа. Еј, види го бе, и Никола Поповски на Пазаров. И тој, бе, само не имитира тој. Аре, како и тробава се продават? Убав. Да се гласат на избориве. Да се излезат да се гласат на избориве. Готово. Никола, што ќе се пофалиш? Како да кажеш во 5 минути се што ти лежи на душа? Тоа е. Здраво, ево ништо со пријателчинава малу. Лидерот на неопределените Климе Охридски вчера имаше средби со симпатизерите и посети различни општини каде што ги раскажа проектите и идеите и ги повика неопределените масовно да излезат и да гласаат на овие избори. Да погледнеме што им порача тој на потенцијалните гласачи. Ситуацијава во која се наоѓаме, за жал, ги приморават луѓево да ја напуштат земјава. Се појќе луѓе, и то млади луѓе со деца, брачни парови, си одат од земјава. Зашто така? Ова е наша земја, ова е ваша земја. Знам оти, вие сигурно ќе останете во земјава, тоа сум сигурен. Ама исто така знам дека некој од вас на минативе избори имат гласано. За овие избори ќе ве замолам никој од вас да не искочи да гласат. Да не оставите ние сами да си гласаме, ние ова е наша иднина, ние ќе требите овде да живееме. Да живее Република Македонија! За Македонија! А сега го имаме нашиот дописник од диаспората. Ние сме вчерашни, а сега таму е утре. Батка, кажи ми дали се слушаме? Да, студио, одлично се слушаме. Драги гледачи, овде во диаспората се е во знак на изборите, а во екот на предизборната еуфорија најавени се и неколку протести. Овде, не знам дали знаете, се е опачки и прво се организираат контрапротести, кои што за разлика од Македонија никогаш не се спонтани. Во контрапротестите учество најавија Сантана, Пинк Флойд, Аеросмит, Бон Джови, а сите присутни се очекува да ги поздрави водачот на радикалната група AC/DC, Ангус Јанг, со партиската химна Highway to Hell, за која што во многу музички кругови сметаат дека е плагијат на химната на една фамилијарна македонска партија. А додека во нормалните протести учество најавија Ферус, Есма, Гавазова, Мукаетова, Номче, Баже, Боб Марли. Каде бе Боб Марли? Па гледай убаво. Шо да гледам? Боб Марли, Майкл Джексон, Вити Хјустон, Девид Бови, Джо Кокер. Батко, кај ти е тебе овој список, бе? Од офисове? Кој офис, батко, овој стари изборен список, бе, сите умрени, бе?
Па што да правам јас? Што да прави? Драги гледачи, ради вакви, после сите ние гласаме без веза. Студио? Студио, батка, фала. Батка, дај бе, ако водите евиденција кој што треба, бе, се брукам овде на телевизија, не за бе. Абе, од кај ти помагаме, па и јадеш тука? Во минатата епизода ги анализиравме спотовите на политичките партии за предстојните избори. Во вечерашните вчерашни ги анализираме програмите на политичките партии. Драги гледачи, добро вечер. Кај мене се политичките програми на партиите ВМРО, ДПМН и СДСМ. Едната може да видиме е пообемна од другата и обратно и имаат одредени други разлики кои што се предмет на вечерашната анализа. Квалитет на хартија. Хартијата на програмата на СДСМ е од високо квалитетна хартија со матен финиш и преовладува црвената боја, додека оваа на ВМРО ДПМН е рециклирана, тенка и преовладува плава боја. Вискозност, одржување кондури и кожна галантерија. Ако ве набиваат чевлите и сакате да ги расширите, со програмата на СДСМ тоа добро се прави заради големината и тежината на хартијата. Истото може да го постигнете и со програмата на ДПМН, треба подолго малку да ги држите само чевлите во оваа состојба, виткање бурек. Со програмата на СДСМ заради дебелината може да свиткаме бурек. Истото се случува и со програмата на ВМРО ДПМН, но при транспорт програмата на ДПМН ќе ви остави мрсни траги. Аеродинамика на бродчиња. Доколку направите бродчиња од хартија од двете политички партии и ги пуштите да пловат, ќе видиме дека и двете се пловни, но ќе потонат и едното и другото. Аеродинамика на хартијани авиони. Одлучете сами. Со програмата на СДСМ може да извадиме високот текстил заради дебелината на хартијата, тоа е дозволиво, додека со хартијата на ВМРО ДПМН не се вади високот текстил, бидејќи не може да издржи топлината и притисокот. Политичките програми на ВМРО ДПМН и на СДСМ не одговараат за капи за варосување, заради тоа што се наменати за луѓе со многу мали глави. Издржливост на хартијата. Користете ги двете програми, на тој начин безбедно ќе ги транспортирате сите ваши кршливи работи надвор од државата. Средства за одржување на домот и хигиена. Од анализата може да заклучиме дека и двете програми шкрипат и оставаат матен финиш, од кој што нема да може убаво да се погледнете во огледало. Палење пожар. И двете политички програми лесно може да го запалат народот, па заради тоа не е препорачливо да се дадат на деца да играат со нив без присуство на возрасен. Дуи ќе ги анализираме во наредната емисија, но се зборува дека својствата и се идентични на она на ВМРО ДПМН. Тоа е се за денес. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Првите чекори ги направив на море. И ден денес го чувствувам мирисот од бескрајните прошетки на плажа со мама и баба. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Кога пораснав, со другарките патувавме нон-стоп. И потоа се заљубив. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лето или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. Македонија конечно добива современа железница, извести Скопски курир. Набавени се 150 нови вагони од различни типови за товарен превоз вредни 15 милиони евра, а извршена е и набавка на 6 нови патнички возови за што се вложени нови 25 милиони евра. Во тек е и фазната изградба на пругата кон Бугарија. Тука е и проектот за реконструкција на 10 железнички станици. Единствено мал проблем за граѓаните може да представува тоа што нема меѓународен сообраќај. Нашиот репортер е на терен. Го бараме да видиме што се случува. Се наоѓаме пред железничката пругата Бановце, каде што веќе одредено време човек се обидува да си го одземе својот живот.
Господине, колку време чекате овде за да помине воз? Шо? А, се на телевизија ли? Ја ќе стана. Колку долго време чекате да помине воз? Што чекам 13 месеци лежам тука 24 сата кроз 7 нон-стоп. Воз нема ни за лек. Идат од тука селаците ми викаат воз нема да помине бе. Ама јас сум упорен бе, ќе мине, па шо сака нека биде его. 13 сме денеска, да го дочекам барем месецов до крај ќе го долежам, па валјда ќе имам и јас среќа да ме стрефе некој баксус. Добра, добивате поддршка од локалното население што живее овде, од луѓето? Поддршка како не, идат тука селаците која фрлат ѓубрето, која го фрлат покрај пругата, идат и ми викаат: "Блажо, не иде воз бе, ела кај мене у бунарот удави се." Друг ми дава јажена крушта да се обесам, не, ловџинска пушка ми дава татко. Абе, викам, јас сакам од воз да загинам бе. Јас сум, дедо ми бил железничар, не сакам да го разочарам, Бог да го прости. И он од воз загина. Разбираш ли сега, пази ти. Уште пред 150 години имало возове, сега нема возове. Мора да има. Јас знам од во е времено и тоа мора да мине. Само се нервирам. Времето ме газе. Децата дома се секират. Вашата приказна е чудна, значи вие животот им го должите на македонските железници. На некој начин јас сум бе колатерална штета, што да ти речем. Значи вие практично сте жртва на транзицијата. Жената ве остава, децата си заминуваат од државата, вие сте без работа. Јас сум жртва на транзицијата, ама сум благодарен на природбата. Оти, ја ќе умрам сега, што ќе живеам, ама за вас младите убаво сега, на тоа сум многу горд. Сега ве гледам, отварат многу бесплатни работни места, отварат фабрики, отварат економии, отварат. Па тоа нигде го нема бе. Ја поддржувам ваа влада бе. Ја и на телевизорот ќе кажам. Ја на 11 има да идам да гласам. Сега баш тогаш ако помине воз, пишало би било да живеам, што да речем. Да, фала. Ете, драги гледачи, ја слушнавте оваа потресна приказна. Нашите броеви во студиото остануваат отворени за сите што сакаат да донираат према реконструкција на железничкиот сообраќај за Србија и за Грција. А сега одиме со Мартин 99 во рубриката Граѓаните прашуваат. Добар ден, драги гледачи. Добро дојдовте во нашата редовна рубрика Граѓаните прашуваат. Денеска со нас е госпоѓа Јанкуловска. Еве, Гоце од Дилинден прашува зошто не учествувате во изборниот надпревар. Ова надпреварување е за професионалци, за луѓе кои се надпреваруваат во многу повисоки категории. Па вие сте сепак дел од раководството на партијата. Зошто не седнете еве да поразговарате со лидерот? Практично не постоеше никаква подготвеност за разговор на страната на председателот на ВМРО-ДПМН. Еве уште едно прашање од наш гледач. Ранко од Зелениково за вашиот лидер вели дека Груевски е политичкиот Каспаров и дека влече мудри потези за општите интереси на граѓаните. Сите потези кои ги влече ги става во функција исклучиво на собствената позиција и собствената кариера. Па ние мислиме дека тука превладува разумот. Таму не превладува разумот и рационалното однесување, туку превладува личниот интерес. А ме интересира вашиот личен впечаток. Толку ли е монолитна таа структура, баш како армија? И во тие структури се гледа дека има луѓе кои размислуваат поинаку и дел од нив и веќе се одважија јавно да го кажат своето несогласување со политиките на еден многу мал, многу тесен круг на луѓе. Петре од Пробиштип е загрижен бидејќи одамна ве нема на Коледе. Дали годинава ке коледарите? Зошто не одите од врата на врата? На другата страна ние наидуваме, ако така можам да кажам, на затворени врати. Крижај од Тетово прашува дали би прифатиле и како би се снашле во улога на метеоролог кој што ја најавува временската прогноза. Ете, гледате, повторно им фалите на луѓето на телевизија. Еве, може ли да пробаме како викенд не очекува? Викендов ќе не послужи времето, односно скијачите ќе ги послужи времето и ќе има добри метеоролошки услови за постигнување на одлични спортски резултати. Ви благодарам, господја Јанкуловска. Ние се гледаме во следната емисија со Граѓаните прашуваат. Само што ми јавуваат дека имаме новости со човекот што лежеше на пругата. Го бараме Ланче Пашазотов на линк. Колега, што се случува? Драма се случува во Куманово. Нашиот човек што току беше посетен од лидерот на една партија која што
му вети дека ќе вложи 40 милиони во изградба на железничките пруги. Потоа него го посети и лидерот на друга партија, која што му вети дека за 6 месеци од тука ќе поминуваат возови. А каде се наоѓа сега човекот? Јас сум на лице место каде што го посетија власта и опозицијата, а човекот е тука уште лежи. Добро, фала Ланча, ти благодариме на јавувањето. Ништо. Во спортот ве водиме во една дисциплина на каратето, а тоа е кршење керамиди. Во теке надпревар на регионално ниво, да видиме со што се представија дел од надпреварувачите во Балканскиот регион. А најголем успех нашата екипа забележа во село Челопек, Тетовско. Дајте ми тенка пушка берданка и остра сабја да масклија. Ама некогаш, ако нема ниту пушка, ниту сабја, имаме раце. Одиме со времето и нашиот метеоролог Вестер, Силвестер. Лека ноќ и од мене. Неповолните ветришта кои дуваат од север, југ, запад и исток ја замрзнаа земјата и го парализираат движењето. И микроклимата има своје влијание врз оваа состојба, па ако планирате дојдете кон Брисел, не се надевајте дека ќе стигнете брзо. Од тука се селиме во главниот град, Скопје, местимично облачно, местимично сончево, кој како си ја наредил. Битола, исто така местимично облачно, местимично сончево и таму кој како си ја наредил. Прилеп, малце различно, но сепак местимично облачно, местимично сончево и таму кој како си ја наредил. Македонски Брод, таму нема никој за да ја нареди било како. Пехчево, Пијаченца цели 7 степени, Милано 9, а Сконе исто така 9 степени, а можни се и Врнежи. Кратово, сончево според колегите од Сител. И за крај биометео, како ќе кажат од партија, така ќе се чувствувате. Ако не сте од партија, ќе се чувствувате збунето и дезориентирано. Ова е крајот, јас сум Силвестер, добро утро! Почитувани на определени граѓани на Република Македонија. Јас, како лидер на неопределените, сакам да ви кажам дека тоа што сме неопределени не значи дека сме и незаинтересирани за то во какво здравство во иднината ќе се лечат некои ако имат потреба, во какво школо ќе оид, какво образование ќе имат неговано дете ако имат потреба, во кои инфраструктури ќе се возит со автобуси или со кола на автопатишта, дали ќе имат дупки или не ќе имат, дали ќе имат енергетска криза или не ќе имат, дали ќе појме Европа или не. Ситуацијата е многу озбилна. Затоа апелирам до секој еден од неопределениве. Не смееме да дозволиме појке. Една шака определени или едните или другите што се мањина тука да ја кројат нашава судбина. Морат да се слушнат нашиот глас. Затоа апелирам на 11 секој еден од вас да се определит и да излезит и да гласат по собствено убедување. Работата е многу озбилна работа. Затоа Јелка Кладовне во студио да моите озбилно да го сватите ова мое обраќање кон вас. За Македонија. Тоа беше тоа. Јована? Беше што беше, драги гледачи, вчерашни и понатаму остануваат на чекор зад сите. Гледајте не на YouTube и следете не на Facebook. Добро утро. Добро утро.